Средбата со заменик помошникот државен секретар за европски прашања на Соединетите Американски држави Метју Палмер дојде во еден исклучително важен момент за Република Македонија, само неколку дена по големиот исчекор кон иднината која што беше направен во петокот во Собранието на Република Македонија. За време на разговорот со господинот Палмер се согласивме дека одлуката на 80 пратеници во парламентот има историско значење. Таа одлука на пратениците и од позицијата и од опозицијата да се отвори постапката за уставните измени со цел да се реализира договорот од Преспа, уште еднаш ја потврди евроатлантската определба за иднината на нашата земја. Пратениците и демократските сили во земјата храбро презедоа одговорност, испишаа историја и ја оттргнаа Република Македонија од заканата повторно да се врати во темното минато. Го спречија ризикот на нова изолација, која овој пат ќе добиеше катастрофални димензии за земјата. Наместо тоа, храбрите и одговорни народни избраници со својот глас на задоволство на сите граѓани во државата ја докажаа подготвеноста да ја остварат својата визија, а тоа е Македонија да стане членка на НАТО и да ги започне преговорите за членство со Европската Унија. Вредностите на тие сојузи се и наши вредности и за нив секако нема алтернатива. Почитувани, гласот на пратениците во исто време е и глас против нови политички кризи. Светот го виде и го препозна тоа. Сите наши сојузници ја поздравија покажаната државничка одговорност на пратениците, вклучително од нашите сојузници и Соединетите Американски држави. Одлуката на пратениците е и поттик да ја отвориме следната страница на убавата историја на нашата земја. Да почнеме да ги испишуваме идните настани со политичко помирување, простување и обединување. Тоа ни е потребно како никогаш досега. Имам голема верба дека можеме да му покажеме на светот дека граѓаните на Република Македонија влегуваат во период кога се обединети околу своите стратешки интереси. Сега е момент да си покажеме и себе си дека сме одговорно општество кое знае кога да го остави минатото на делби позади нас. Помирувањето и обединувањето тргнаа од Собранието, да им дадеме шанса да стигнат до сите ткива заразени со делби, за доброто на нашата земја.